Thank you, you're far too kind. Come on! Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, calling me on the floor, just calling on the floor. Every step that I take is another mistake to you. Calling me on the floor, just calling on the floor. And every second I waste is more than I can take. I become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more. Thank you, you're far too kind. Come on! О, добро вечер, Виктор, добро вечер. Одамна се неаме видено. Искрено ти кажам, јас не сум ја слушал многу музиката на Linkin Park, или се вика, да, меѓутоа добро звучи ова, моќно звучи. Нема што да разговараме повеќе, сакам само да известам дека на мобилниот телефон на Калиопи стигнаа пораки од твоите загрижани сограѓани битолчани, во кои се тврди дека јас сум бил тој што не ја сакал Битола, па затоа сум се скарал со тебе. Тоа не е точно. Јас Битола ја сакам токму поради такви млади самобендисани момчиња како што си ти. Само што тие се самобендисани во вистински правец, а ти си во погрешен правец. Благодарам. Тоа е ваше мислење. Фала ви многу. Значи, не мораш да го послушаш тама работа. Советот, поработи на сценскиот настап. Одлепи малку повеќе, дај малку повеќе живост, внеси малку повеќе игра во своите настапи. Ќе ти кажам една вистина. И предходната песна која беше балада, и оваа ги изведе скоро со исти интензитет. Значи, не може една брза песна и една спора песна, условно кажано, да бидат изведени исто, нели? Значи, те молам, немој да се срамиш да се испотиш некогаш на сцената, оти најверојатно ќе си им убав и испотен на девојчињава. Слободно отиди скала погоре, не мораш повторно да ме послушаш, но мислам дека треба да поработиш на сценскиот настап. Пењето ти е во ред. Морам да поработам. Се друго е во ред. Фала. Виктор. Благодарам. Виктор. Јас навистина ќе речам дека оваа вечер твоето пеење беше можеби најточно од било кога до сега, верувај. Морам да се сложам со коментарите на Игор и на Тони, се ето тоа што они го кажа, си има своја порака. Мојата порака е, Виктор,
за да сакаме да бидеме, да видиме во тебе она што на вистински го видовме уште од сам старт, би ти посоветувала да се вратиш малку наназад, да побараш по архивата, да погледнеш каков лик беше Тоше Проески во однос на неговото држење и тогаш, кога ќе сватиш зашто ние ти зборуваме, ти ќе бидеш не македонски идол, туку супер македонски идол. Благодарам. Hvala mnogo.